slušali me kako ja gledam na crteže i uopšte na izražavanje likovno. I onda su shvatili da je to potrebno, pogotovo što sam ja ubeđen, mislim da mi je pomoglo dosta da ja prestanem sa mojim alkoholizmom. U ovom dubinskom crtežu se ide postepeno, znači od nekih opštih stvari, najčešće neartikulisano žvrljanje ili držanje ruku kako smeta inače u običajenom držanju, da bismo došli do tih psihičkih atmosfera kad smo slobodni i da se otvara kreativnost. U crtežu je drugo, tu je već nešto što nas povezuje sa pećinskim, sa prastarim. I tu šta god mi hteli ili ne hteli, ruka te vodi i plus samo to posmatranje promena, jer mi smo tada kreatori, mi stvaramo. Svako je za sebe umetnik i ja sam preko nekog svog iskustva, da kažem, otkrio neke forme i izraze koji postoje u svakom čovjeku, te uopšte ne treba da bude formalno obrazovan i potvrdio sam da je to tačno. Prosto čovjek, ako osjeti unutrašnju potrebu, on može da bude umetnik. Само произлегува идејата за целокупниот проект генерално од Еки по тенки линии, дека психолошките состојби, емоционалните состојби можеби најдобро можеме да ги видиме визуелно во ликовната уметност, бидејќи нели уметноста и ликовната уметност е најстарата форма на комуникација на човекот и само треба да знаеме како да ги прочитаме тие слики што нели ги гледаме. Психотерапијата надвор од Македонија се користи повеќе во клиничка пракса. Многу ретко се користи во приватна, дури сега почнува да се вади надвор како посебна дисциплина, како посебно специјализирана терапија. Кај нас малку да, кај нас повеќе ја користиме како алатка. Значи, има насоки, одредени прашања по кои што го водам, како да дојде до сопствени одговори. Нема да му кажам тука имаш ова, тука имаш тоа, ова личи на ова, видеш овде ти е така. Во никој случај да видам нешто, ќе го насочам за да проба сам да сознае од тоа. Интересен момент е кога ќе го свртам мојот цртеж и ќе кажам, ајде сега, што ти гледаш кај мене? Што има? Е тука се доаѓа до што јас не сакам да го кажам пред терапевтот. И свесен сум за тоа, меѓутоа го кријам, ама го гледам кај терапевтот на слика. Од друга страна, многу е корисно да се практикува што е можно повеќе во пракса, затоа што, пак ќе кажам, имаш клиенти кои што збораат, меѓутоа пак нема да кажат се, пак ќе остане нешто внатре скриено во себе, а имаш клиенти кои што едноставно не сака да зборува. Тоа и со деца. Днешно време немаме слобода, немаме време, немаме ништо. Ама ова ти дава слобода. Не можеш ништо да сгрешиш, не можеш ништо, никој не може да те осуди, на крај краишта тоа е само техника, вадиш од тебе и не е точно дека ништо нема да излезе, секогаш излегува нешто.